Добар ден. Се сеќавате на просторо? Како да ми е познато некако од некое не така далечно време. Тропо инакво беше. Сега има по некое дрвце плюс. А во глобала тука беа почетоците на овие серијали. За после тоа се преместивме потаму, па потаму. Арно пошто правевме муавет за гужвите, некако гужва почна да ми се ствара во студиото и сега пошто потаму ќе снимаме нешто друго, да не речем нешто вака лабаво шо. Викам оти да не си се вратиме на почетоци, кај што ствари почна смеа. Така, што ќе се гужваме во едно студио, па премести, па размести, па тргни, па врати, па овде беше, па не беше овде. Така едно тука, едно потаму, ако треба не е проблем. Ако добивме баги муабети, баги коментари за овие гужви, нормално од засегнати граѓани од двете страни, и уживачи во гужвата и не така големи љубители. И нормално покрај стандардните, не спомна банки, не спомна шалтери ова она, имаше еден коментар што ми го задржа внимание. Вика во право си за гужвите, ама ние порано барем излегвавме и се гужвавме и муабет ќе направивме така натаму. Овие денес излегват, седнуваат на кафи во телефоните дрем. Вистина, кој размисли човек, може и поарно што се гужвавме порано. Овие денешните генерации многу испеглани ми се, не си изгужвосани цели. А го се лажи. Ствари тоа е најако, порано одевме сите испеглани во гужвите. Денешно време сите одат изгужвани, не пеглани, ама не ќе да се дел од гужва. Се менуваат времињата. Туку дај да маниме ние шпицата, па си направиме тромуа. Може? Ајде, ова те пуште. Онлайн гужва. Порано, почна фијаско старите секој втор збор порано. Тие што велеа напред ние, ба вие напред што немате направено. Там да речем порано луѓето поинаку функционираа малку. Кога излегва за да се дружат со луѓе. Да се видиш, да направиш муавет, да сретниш друг, трет некој. Кога се оеше на кафе, муавети, глупости ти реков, ми рече тантара, пантара, рекла, казала. Тоа уствари беше поентата на излегвање. Кога ќе одиш по клубовите се знаеше, одиш, влегваш низ врата и уште не влезем, почнуваш да мрдаш, разбира. Добро, сега до душа некој почнува да мрдат, некој ко статуи стои, ама нема врска, е друга тема е таа. Сам да речам за тоа се одеше за забава. И секое друго излегвање имаше некаква цел. Че излегваш од дома за да направиш нешто. Се дури на сцената не настапија овие паметните телефони, овие теглите, И на почеток и не беше толку страшно, ти не имаше толку многу апликации или социјални мрежи, некој или кузнај шо. Тек кога дојде социјалните мрежи, шо беше тоа. Иако порано луѓето излегва за да се видат да си направат муавет, денешно време излегват за да можат траат на телефоно, а седат дома, оти дома некој ги гњави. Дали мајка му, татко му ќе му досадват, не се на телефон. Дали сопруг, аман само на телефонот си, дали децата ќе му го земат, се некој нешто му го земе. Се излегват луѓето да пијат кафе со другарите за да можат на телефон да си поседат. Иако нешто ми е мило во век, мило ми е што сум дел од една генерација што фати малци од тие поубајте времиња, фаќа и од овие убави времиња за некој катастрофално. Кај што ден денес кој се видиме со наши луѓе, седнуваме и си изназборваме, или баре јас си изназборвам, за другите немам да гарантирам. Ама има што да си кажеш, ме сваѓаш, ќе се изназбораш, ќе си кажеш кој, како, шо, каде, зошто. Сте поминале милион работи, сте пребродили уште милион. Дури го забораваш телефонот, ме сваќаш, дали звонел, дали не звонел, дали пишал некој, не ти е гајле едноставно. Има па некој од нашите генерации што се кроз контра овие работи. Са мајка му и татко му имат Facebook, Instagram и досадват по луѓе, пи тој не има. Тој е од големото добро утро и тоа е над сите тие социјални стандарди, мрежи шо и да. Во денешно време ако и немаш, бе брат, нема да те добие човек. Од една страна може и убаво, од друга страна са имај си ги ти. Не мора да ги користиш, да ги гледаш, се џариш во нив секој ден, секој 2 минути. Ама имај ги за контакт. Оти стварно новата технологија може да ги олесни работите, а може и да ги отежни, тоа од тебе зависи како ќе ја користиш. Не мораш секој 2 секунди да правиш гужва во онлайн собраќај. Арно пуста желба, се да се види, се да се знае. И се можеш да видиш во едно ниш. Порано телефоните знаеш какви бе. Прво беа тули олкај, тегли да не речем. После тоа трката беше кој помал телефон да на. Колку помал телефонот, толку појак беше. Поска. Па се смала за почна тоцкај телефонџињата да се прави. Абе го клаваш во џебо, забораваш дека во џебо исто многу беше битно кој појак телефон ќе на. Најпопуларен во таа категорија се знаеше Nokia 3310. Макар што ние дома имавме Samsung APS и APS 2. Брат, тој имаше паднато од трети спрат од петти, не знам, од озгора, баб, долу, ке слезиш, ке го најдиш расклопено, ти се отвара. Од позади вака танк на задни одел, излегва задни одел, излегва батеријата, картицата. Ако имаш штрафцигерче цел, можеш да го отвртиш. Денешно време и да сакаш, не знаеш кај треба го клаиш штрафцигеро, камо ли нешто друго. И го се расклопеше така, само ги клаваш картичката, батеријата и пластичето од озгора тран, готово. Кај да не. Може евентуално зутка да бараш во бетонот од. Арно, ама зато денешно време од ништо се крше. Колку пати му си имаше случајно на луѓето во брзање ќе љуфни џебо по крај џеб со телефонот и од нет
цело метро ќе падни долу, солба. Уште поако разликата кој се скршеше стар телефон и овие сегашни телефони е огромна. Порано кој се скршеше телефон, не дека не ти беше гајле, ќе те боли душата и тогаш беа тие ска. Ама имаш домашен телефон, има татко ти телефон, има друг, ќе смениш картицата, ја клаиш и тера. Оти ќе речи, оти телефонот беше само телефон. Толку беше некоја игра проста внатре змивче, нешто шо било, пораки, повици, аларм, нешто ова она, толку бате, ништо не ти треба. Јарно, ама денешно време кога ти се скрши телефон, автоматски е како времето да застанува, животот ти застанува ту. Пошто се шо имаш од живото моментално се ти е таму. Од социјални мрежи, од мејлови, од повици, пораки, од чуда, абе. Не дека не можеш да функционираш без нив, не дека не можеш да ги отвориш на компјутер, ама не е то. Не ти се тука во џебот достапни како што си навикна. Свето никогаш нема се врати на назад, се понатаму ќе од. Достапноста на информациите што порано пример ги чекавме денои, недели, месеци, денес во секундата ги имаме во џебот, го смена начинот на кој функционират луѓе. И порано биле навикнати луѓето на такви работи, ама колку подостапно му е се на луѓето, толку понетрпеливи се. Колку поќе пристап добиват до работите, толку позависни се од тој пристап. Мора да го има сега во секунда. Мора да може да влези на Инстаграм, на ТикТок сега, ако сака сега одма да може да влезе. Како тоа ќе оди тој дома и ќе гледа на компјутер? Не може тоа. То сега во секундата мора да биде. И зато денешно време се случува, излегвате на кафе, седнувате, сите ги вадат телефоните, сите дремите во телефоните ко туткуни. Оти ви се може. Оти тука ти е во џебот ти е, намаса ќе го остеш, ќе го видиш или ќе светни некоја нотификација ќе ти го земи внимание. И порано дури имаше неколку апликации, не беше толку страшно пошто немаше шо да му го одземи вниманието на луѓето. Денешно време има милион работи во секунда. Зато вниманието на луѓето е буквално 3 секунди. Не знам дали имате приметено, ама не прекинат муабет ду разговарате стана реткост. Значи не можеш да кажеш реченица од 10 збора без да те прекини некој во група. Пошто толку е вниманието. Те слушал 3 секунди, во следните 3 му манало на нешто трето мозок кој тој мора да го речи. И то не е сегде и не е секој. Сигурно дома ако си правиш муабет со жената или со некој домашен или што да ќе ти слуша, ќе ја слушаш и така натаму. Ама излези седни на кафе негде, пробај да врзиш муабет да видиш дека ќе биш прекин. Или можда ти ќе прекиниш некој. Едноставно посилно е од тебе. И баш заради тоа што не ни држи вниманието, многу работи во светот се сменети, почнувајќи од реклами до уметност, филм, музика, се што се прави за широката маса, се прави се попросто да биде поедноставно. Сите гледат да те вчопат во првите неколку секунди, оти ако не ти го задржат тука вниманието, нема ништо да видиш понатаму. И затоа денешните стилови на музика на пример имат многу лесни едноставни текстови, прости да не речам. И за да бидат шо попопуларни и шо поќе да влегват во мозокот, обично во текстоите клават некои фрази што се познати, светски фрази. Дали тоа ќе биде име на личност, на држава, на социјална мрежа, дали ќе биде некој звук што е препознатлив за луѓе. Што да е нешто што е познато во моментот. Што можеш да го кажеш на сите јазици исто или слично. Се со цел за ако ти го задржат вниманието, кога ќе продолжи текстот, го почне да ти бега вниманието, па да те фатат на јадицата на хукот вака та, за да ти остани тука. Оти шо подолго ти остани тука вниманието, нормално имат поѓеќа. И затоа на пример пред не многу пред 10 години имаше песни што трае по 5, 6, 8 минути. Наназад веќе муавет да не правиме цели приказни ве. А денешно време песните се 2 минути, 2,5 максимум. И ако порано во тие 8 минути гледале ништо да не се повторва, да течи приказната, да нема исти рими, да нема истова, денешно време вате ако можат со еден збор цела песна да направат, ќе направат. Шо попросто пубо, да се кабили без боројки на имат пробано и без борој. Што значи цел начин на разбирање и цел начин на прајање на работите се смени. Оти гужвата се префрли онлайн, а бога ми онлайн не да има гужва. Ги рачунај милиарда информации во секундата имаш сегде кај сакаш отвори. И ти како музичар или видеограф или шо и да правиш онлайн креатор некако, треба во сите тие милиарда информации во моментот да му го фатиш вниманието на луѓе. Пример да речеме скрола некој на TikTok, така? Што обично гужвата последно време на TikTok. И ова се дешава, скрола так, 2 секунди, 3. И 3 не седат некој на секунда, так. За тие што се паметни луѓе или што се замарат појќе, почнеа да ги клават главните делои од видеата прво, па после почнува видеото да ги фатиш луѓето вниманието за да знаат за што збориш, па после да почни муавето да го слушат цел. Јас да ти кажам искрено може да треба да го правам тоа, ама некако нити имам време, нити имам волја некоја посебна, пошто моментално снимам по 4 видеа неделно. Што треба после тоа исто така да ги измонтирам, па после тоа од сите тие треба кратки да сечам, па да не правиме муавет, светла, камера, ти реков мире, па други обврски, па ич да не спомнувам. То не да одзема време и се уште да земам да ги барам, аха, овај дел ќе биде, ќе го фати вниманието и ќе оклам напред, па после ќе опуштам друго. Тоа може евентуално да го прави некој ако го платиш, па да се замара до толку, пошто треба парината да ги земи. Мене
во случаев ми е битно аз да си го кажам тоа што сакам да си го кажам. Ако го фатам вниманието на луѓето и ако му чини да го слушаат, арм. Ако не чини, кој те праша бе ба? Така, ќе сум сечел пократко вакво такво напред назад, ако се слуша арм, ако не, кој те праша? И мислам дека доста е за денес. А изгужвавме онлайн работата што изгужвавме. Ви останете на нашата програма, а ние се гледаме следна епизода. Поздрав, имајте убав ден.